Во Русија во последните 24 часа се потврдени 11.615 нови случаи на коронавирус, што е најголем дневен број на ново заразени од 11 мај, соопштија властите во Русија. Од новите случаи 4082 се во Москва, од последните починале уште 188 луѓе пренесе таз. Од почетокот на епидемијата во Русија се заразени 1.237.504 лица, а починале 21.663. Руската вакцина Спутник 5 е прва регистрирана вакцина против коронавирусот, одобрена од здравствените власти во Русија. Американскиот председател Доналд Трамп им посочи на американците да не се плашат од коронавирусот. Оваа вест предизвика експлозија на социјалните мрежи. Тој ја напушти болницата каде што 3 дена се лекуваше од COVID-19, моментално се наоѓа во Белата куќа. Многу доктори го искажаа својот револт кога председателот, додека беше во болницата, излезе со автомобил да ги поздрави своите приврзаници, затоа што во возилото имаше и други лица кои што беа несоодветно заштитени од вирусот COVID-19. Трамп ги повика американците да не дозволуваат коронавирусот да им го владее животот и рече дека земјата ќе го победи со најдобрите лекови и вакцини. Научив многу за коронавирусот и едно е сигурно, не дозволувајте да доминира, не плашете се од него, ќе го победиме, изјави Трамп во видеото кое што го објави на Твитер откако се врати во Белата куќа. Според Европскиот центар за превенција и контрола на болести, прагот на алармантно ширење на коронавирусот е 20 случаи на 100.000 луѓе во просек за 7 дена. Покрај тоа, ранливите луѓе се соочуваат со многу голема изложеност на инфективна инфекција. Од сите европски земји, само Германија, Финска, Кипар и Норвешка се под алармантен праг. Например, Германија бележи приближно 18 случаи на 100.000 луѓе во просек за 7 дена, а Норвешка 13 случаи. Од друга страна, на скалата се Чешка со 167 случаи на ново инфицирани на 100.000 жители за една недела, како и Холандија со 140 случаи и Франција со 120. Босна и Херцеговина има 42 ново инфицирани на 100.000 жители неделно. Стапката на смртност од коронавирус се зголемува и во Европа, а континуирано зголемување на стапката на смртност се забележано во 27 европски земји. Главниот град на Франција е пред нова блокада, а пошироката власт во Париз се класифицирана како зона од максимално предупредување. Чешка од вчера влезе во вонредна состојба која што ќе трае 2 недели.